Еве, по прошетката низ манастирскиот комплекс на Матка, ве враќам повторно во студио, како што ви најавив да го проследите разговорот со Филип Петровски. Еве, прво добре дојде вака класично во резе и за Филип. Благодарам за поканата. Филип, ајде, јас така и ве најавив, нели, од студентски бунтовник или еве да речам Джеймс Дин во македонска верзија до дипломат. Ви издодеа ли тоа библиотекарството, па повторно му се вративте на активен политички живот, станавте подпредседател на Обединети за Македонија? Не, воопшто не ми издодеа библиотекарството, бидејќи тоа е една многу благородна, многу фина работа која што на човека му дава. Колку што вие се давате и ако ја сакате таа работа, уште повеќе ви се враќа. Мислам дека таму се пронајдов и можев многу да допринесам и самото мое присуство во библиотеката се надевам дека е видливо, а потврдено од граѓаните на Скопје дека промените се случуваат со брзо и видливо темпо. Меѓутоа, во меѓувреме, знаете како во Македонија со брзина на светлина се случуваат настани. Македонија се уште не е до крај стабилизирана демократски и политички и практично заклучив дека е потребно повторно малку погласно да се кажат политичките ставови, односно да се застане во одбрана на некои фундаментални вредности. Така што мислев дека е соодветно преку Обединети за Македонија тоа да го направам. Ќе ве навратам малку пред тоа. Еве, во битката тогаш помеѓу Груевски и Георгиевски, вие се определивте за екс-премиерот. Можам ли да прашам на која ВМРО му припаѓате или пак поинаку да прашам, се определивте за партија, за идеологија или за личноста? Па јас мислам дека едно нормално определување би требало да биде поврзано со партија или со идеолошка концепција. Ако се создаваат митови или идоли, тогаш многу лесно можеме да застраниме во тоталитаризам, а тоа се некои елементи за кои што сега во македонското општество се погласно се зборува. Кога беше конфликтот, односно судирот помеѓу Груевски и Љупчо Георгиевски, јас мислев дека треба да го задржам континуитетот во иста партија, независно од тоа кој е лидер. Долго време се создаваше мити од Љупчо Георгиевски. Иако јас многу го почитувам него, сметав дека кога веќе одлучил да замине, дека треба да замине и партијата да се консолидира за да ја освои власта во 2006 година, што и навистина се случи. Јас ќе потсетам дека ова не се работи кои што се случајни, односно кои што се случуваат само во Македонија. Примерот со деновиве со Санадер и со Косор во ХДЗ, неговото напуштање, местењето наводно на Косор, па сега обидите да се врати и конфликтите кои што таму се родија, покажуваат дека ова се работи кои што се случуваат во сите партии и тоа е едно демократско зрење. Меѓутоа, моето определување за партија или за идеологија најде во последниот период пред ќорсокак, затоа што не можам да ја следам идеологијата која што ја следев 15-16 години, оти се затвори демократскиот простор. Значи, немам право на глас, немам можност да кажам што се сложувам, а со што не се сложувам кога е оваа партија на власт. Зборувам за ВМРО-ДПМНЕ. Долго време бев толерантен, значи 2,5 години чекав, сметав дека можеби некакво аклиматизирање ќе се случи и партијата откако ја зафати власта, ќе може да се консолидира демократски внатре. Меѓутоа, не само што не се случи консолидирање на редовите по демократска линија, туку се случи уште посилно тоталитарно затварање, односно преземање на власт од еден тесен круг на луѓе во врвот, што е апсолутно неприфатливо, бидејќи колку и да се паметни луѓето, сигурно не може да мислат исто како една поширока и поинтелектуална основа. Сепак во политиката постојат и некои принципи и доблести, но можам да кажам дека вие за една деценија сменивте 3 дреса, значи ВМРО-ДПМНЕ, Народна партија, Обединета партија. Не, јас не бев во Народна, никогаш. Јас бев само во ВМРО-ДПМНЕ до пред 3 месеци. Значи, во Народна никогаш не бев. Тоа е информација која што веројатно ви се протнала. Луѓето кои што беа во Народна, сега се вратени во ДПМНЕ и тоа е една скица за растурање на Народна, односно консолидирање на ДПМНЕ од позиција на моќ. И тоа е многу интересно за анализа. Инаку деновиве сте и актуелен. Инаку да ви кажам искрено да дополнам само. Поминувањето во Обединети за Македонија не е позиција на промена на дрес која што може да се извулгаризира
во смисол на политичка промена. Јас немам можност да делувам во ДПМН и затоа при толкаво стеснување на просторот, јас мислам дека само привремено сме ние ортодоксните членови на ВМРО ДПМН во една структура која што ќе се бори да ја демократизира Македонија, политичката реалност и дај Боже да дојде можност и време да се обединиме сите кои што сме со таа идеолошка основа. Деновиве сте и актуелен критичар на надворешната политика на Антонио Милошевски, човек со кого 97 година се сеќавам го делевте мегафонот во Жена парк на протестите кога се носеше законот за педагошки факултет. Да, мислам дека имам право да го критикувам како се води надворешната политика, затоа што сум магистер по меѓународна политика. Очекувам одбрана на докторатот. Тоа е едно бирократско средување на работите, инаку докторатот ми е веќе 6-7 месеци готов напишан. Мислам дека специјализирав доволно за да можам да разберам што е основа по која што се води надворешната политика на Македонија. Секако дека имам и одредено и дипломатско искуство, зголемено со годините и анализите и подготовките кои што сме ги правеле на тоа поле, мислам дека можеме релевантно да извршиме критика во таа насока. Особено во светло на познанството со некои од тие луѓе кои што имаат доста спорни точки во биографијата, особено Антонио Милошевски, на кој што му се појавија фотографиите заеднички со младината на Каракачанов во Бугарија пред 10 години под бугарски знамења. И тоа за мене не е спорно, затоа што јас го знам Антонио од тоа време и знам дека он си беше склон на градење на политичка кариера на пробугарски основи. Спорно е што сега тој политиката на Македонија, надворешната политика ја води од позиција на безгласна буква, односно политиката, целата надворешна политика му е препуштена на премиерот. Така што не е исполнет ресорот со квалитет и тоа резултира со влошена позиција на Македонија во меѓународните води и тоа не го гледа само тој што не сака да го види. Дали кај вас преовладува се уште антиалбанството? Кое тогаш се покаже? Не, и тоа е исто така една позиција која што е наметната со сила. Да речеме 97 година ние не бевме антиалбански настроени толку колку што бевме настроени промакедонски и сакавме да покажеме со што ќе резултира нарушувањето на образовниот процес. Сега после 13 години ние може да дискутираме дали во нешто сме сгрешиле или дали нешто требало да биде уште порадикално изразено. Меѓутоа тоа е во рамките на политичката дебата. 97 година на нас ни беа подметнати антиалбански пароли, посебно она за гасните комори, кое што е искористено како лајт мотив илјадници пати од тогаш до денес и служи како елемент за оцрнување на протестите. Јас сум убеден дека дел од тие подметнувања ги имаат извршено тајните служби. Тоа го базирам на моето читање на полициското досие кое што е водено за студентските денови од страна на тајните служби. Да потсетам, тоа се елементи од